Добра вечер, почитувани гледачи. Многу пати се запрашуваме како да постигнеме подобар успех. Еден од предусловите е секако добро образование и добри предуслови за дообразование и за професионализам. Денес ќе зборуваме на оваа тема со мојот вечерашен гостин, господинот Маријан Радевски, директор на Општинското средно стручно училиште Ванчо Питошевски. За прв пат имам директор од ова училиште и навистина ми представува задоволство затоа што многу теми имаме за разговор. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добро вечер и добро ве најдов. Благодарам за поканата и баш ми е мило што ќе гостувам и што ќе поразговараме со вас на повеќе теми во однос на образованието и туризмот, угостителството секако во нашиот град и пошироко во регионот. Така. Вашето средно училиште е едно од постарите во нашиот град. Идејата за неговото формирање датира уште од 60-тите години, значи негде 60-та година биле почетоците, оној зародишот што викаме, а 63-та веќе и започнува регуларно со одржување на часови, со воведување на програми. Тогаш мислам дека имаше два смера само, за кувари и за келнери. И од тогаш наваму, се гради кариерата на ова училиште, неговиот рейтинг, многу генерации поминале низ него и се надоградува со тоа што многу повеќе струки имаме сега отколку што имало на самиот почеток. Ајде малку еден историјат краток за сите оние што не знаат како се започнало. Така, значи нашето училиште датира уште од далечната 1963 година, значи формирано е во 63 година, 56 години на постоење. Представува едно од најстарите училишта во градот Охрид, меѓутоа и во поширокиот регион. Која била потребата од формирање на вакво училиште? Секако, Охрид како уште тој период туристички регион има потреба од зголемен број на туристички работници, па се дошло до идејата да се формира училиште кое што ќе продуцира туристички кадар, кој ќе им служи во угостителството и во туризмот. Од тогаш па се до ден денес ова училиште успешно обстојува и продуцира кадри во областа на туризмот и угостителството. Во тие далечни години, значи, имало почува со два профили, тоа се келнер и готвач, меѓутоа тој постојано проложува и денес доаѓаме до една завидна бројка на ученици кои што завршиле во нашето училиште, кои што исто се наоѓаат ширум државата и во пошироките граници. Сега, денес имате две насоки со 3-годишно образование, значи до 3-та година, тоа се келнер и готвач или кувар, по распространет термин меѓу луѓето. И имате уште 3 со 4-годишно образование. Гледам ги пратите современите трендови на развојот на туризмот, па воведувате нешто ново. Една од тие насоки е во угостителски техничар за рурален туризам. Значи, гледате каде може да биде иднината на развојот на туризмот и угостителството, па се насочувате таму. Колку е интересот и каков е интересот на учениците за ваквите нови насоки? Ова што си го имаме како основа како што и започнало самото средно стручно училиште келнер и готвач, тие насоки и понатаму екзистираат. Но колкав е интересот за овие новите? Така, значи во однос на 3-годишното образование ги имаме тука келнерот и готвачот кои се стандардни профили кои се често побарувани на нашиот пазар, односно на пазарот на трудот. Меѓутоа покасно се јавуваат и 4-годишните профили. Тоа се хотелско-туристичкиот техничар кој што е образование со 4 години. Понатака ги имаме угостителскиот техничар, тој е еден нов профил кој што е воведен во последните 6-7 години. Тоа е профил комбинација од кувар и келнер, меѓутоа со 4 години, каде што голем број на ученици се запишуваат, значи доста атрактивен и во последните
3-4 години како понов профил е тој ugostителскиот техничар за рурален туризам. За рурален туризам тоа е техничар каде што продуцира кадри нели кои што ќе понатака работат и во руралната средина, бидејќи гледаме во последниот период имаме зголемена побарувачка или понуда на руралните средини. Сведоци сме Охрид нели како во централното јадро каде што туризмот е знаеме широко распространет и развиен, меѓутоа и самата околина на Охрид и Охридскиот регион постојано се развива. Тука имаме голем број на рурални средини кои што привлекуваат голем број туристи, така да и тие рурални средини побаруваат кадар. Во пресред на тој кадар, значи е овој профил каде што се надевам дека ќе излезат добро едуцирани ученици кои што понатака ќе си најдат работното место во тие сектори на туризмот. И сега, специфичноста на стручните училишта и позитивноста во најмала рака беше, барем на времето беше така, беше тоа што од кога ќе завршеа учениците, веќе има некаква конкретна диплома, некое конкретно звање и веќе имаја некое одредено работно место на кое што можеа да се јават, значи да одговорат на повикот. Дали е и сега тоа така или без оглед на која струка си бил запишан, можеш да работиш се што е поврзано со угостителството и туризмот? Малку деградирачки од тој аспект. Како стојат работите? Дали точно е искристализирано кој за што учел, што завршил и каде треба да работи? Така, вашата констатација е на сосема правилно место, значи добро сте констатирале. Голем број од учениците во денешно време завршуваат, меѓутоа не работат по своите струки, туку работат сосема различни работи. Истото тоа се случува и во туризмот. Не можеме да кажеме дека 100% дека од учениците што завршуваат угостителско училиште понатака се вработуваат во секторот на туризмот и угостителство. Голем број на ученици сосема други различни работи ги работат. Меѓутоа има и голем број на ученици, односно добар дел процент, ево можам да кажам, можеби 60% од учениците кои што завршуваат угостителско училиште, успешно се вработуваат во туристичките, односно во угостителските објекти кои што се нели во голем број застапени во Охрид и Охридскиот регион. Значи, знаеме дека во денешно време голема е понудата и побарувачката на угостителски кадар, посебно на куварите, посебно на келнерите. И сите тие имаат отворени работни позиции. Во секој момент може да најдат работа. Добрите ученици, успешните ученици, оние кои што имаат доволно стекнато знаење и кои што се сакаат да работат и заработат, веднаш наоѓаат работа и се добро прифатени од угостителите и понатака стануваат успешни во својата професија. Каква е конекцијата помеѓу туристичкото стопанство, значи поради вие како средно училиште кое што продуцирате кадар, кој што е оспособен за тие работни места и хотелиерите и угостителите кои што пак побаруваат ваква работна сила. Значи дали имате некаква комуникација, некакви средби предходно пред учениците да завршат, за да има некаква сигурност, можеби некаква визија за нивната иднина да ја градат токму тука, нивната професионална иднина. Значи, ние често комуницираме со работодавачите, со собствениците на угостителските објекти и со менаџерите на угостителските објекти и кажуваат кажуваат дека имаат реална потреба од угостителски кадар, значи од работни позиции, стојат отворени работни позиции често време и пред летниот период, значи во март, април знаат да поминат, да не посетат во училиштето, да кажат дека имаат потреба од таков кадар. Тоа што можеме да им излеземе во пресет излегуваме, значи ги пуштаме учениците колку што можеме, ги насочуваме, значи бидејќи учениците кои што немаат завршено положуваат на пракса, дел од учениците ги пуштаме на пракса, одработуваат фералната пракса во трајање од 20 дена во хотелите, во рестораните. Меѓутоа сепак и кај нив се чувства недостаток на работна сила, како што е и секаде, не само во нашиот Охридски регион, туку и низ целата држава. Сега, колку што можеме во однос на тој број на ученици што ги располагаме, ние ми излегуваме во пресред, инаку редовно
комуницираме со работодавачите, имаме една добра корелација. Многу често го поставувам исто прашање и многу ми е нејасно и на сите останати граѓани, затоа што имаме средно стручно училиште кое што реков продуцира кадар, келнери, готвачи, рецепционери и така натаму, а од друга страна пак секогаш кога разговараме со хотелиерите, угостителите, кажуваат дека имаат недостиг од ваква работна сила. Како тоа? Значи немаме тука некое логично објаснување. Ете да посочам дека имаме високообразовна институција, Факултетот за туризам и угостителство, а повторно недостиг на ваков кадар. Што ни се случува? Сама поставувам прашање, сама можам и да дадам дел од одговорот, затоа што знаејќи ги приликите во градов и информациите, предпоставам дека главната причина за тоа е што оние кои што се едуцирани, кои што сака да работат, кои што имаат афинитети кон овие дејности, не можат овде да се реализираат затоа што не се доволно вреднувани, па заминуваат надвор. Например, сите готвачи од Охрид заминаа во Хрватска. Тоа ни се случи, а овде имаме недостиг од таков кадар. Така, тоа ни е очигледно во последниве години, дека голем број од угостителскиот кадар замина настрана, поточно како најблиски дестинации ни се Црна Гора и Хрватска, и да не зборуваме пошироко голем број на угостители. Сигурно таму гледаат подобра реализација, односно и подобра заработувачка. На крајот на краиштата сите работиме и така за големи приноси, меѓутоа и подобри услови во самата работа. Не баш секогаш учениците, рековме дека и тие што завршуваат не влегуваат во работен процес. Има и голем дел на ученици кои што продолжуваат своето образование, го продолжуваат и на факултетите, така. И покрај намалениот број на ученици, некои продолжуваат на факултет, некои сосема други работи различни од угостителството и туризмот работат, така да не можеме баш да испорачаме голем број на работници во хотелите, во ресторантите колку што има потреба. Меѓутоа и голем број на луѓе што и завршиле, што работат во сегашните угостителски објекти, заминуваат, како што кажавте, во други туристички дестинации каде подобро се реализира. Нивното незадоволство е евидентно, затоа што навистина овие дејности не се нималку лесни. Да бидеш добар келнер, навистина треба да поседуваш голем број на особини, прво како личност, а потоа и како професионалец. Тешка работа со луѓе, со секакви карактери, ти постојано треба да бидеш, што се вели, на нога, да некако да имаш и една психолошка страна, да можеш да комуницираш со сите гости, да ги задоволиш нивните потреби. Навистина треба максимално вложување, ама минимално се платени. Исто така и со куварите. Значи, за да бидеш еден добар кувар, тие навистина во светот се високо котираат и се многу добро платени. Кај нас тоа не се случува и затоа децата и тешко се одлучуваат за овие професии и да се запишат, а и од кога ќе завршат или не ги работат истите или заминуваат, пак ќе речам, некаде надвор. Што може да се направи на овој план? Така, мора да се сложам и со ова ваша констатација. Добро вие сте ги анализирале состојбите во туризмот и угостителството. Значи, работата како угостител е поприлично тешка. Значи, се работи повеќе часови, не е на стандардно работно време од 8 часа, некојаш остануваат и по 10-12 работни часа, остануваат за викенди, работат во празници, значи поприлично е тешка таа работа и во кујна и како келнери, рецепционери и така натаму. Меѓутоа, кај нас не баш соодветно се сите платени. Значи, мораме да го истакнеме тоа дека малку се вреднувани во некои од угостителските туристичките објекти и затоа луѓето повеќе одат настрана или си барат места каде што можат подобро да заработат. Можеби треба и малку и кон работодавачите и тоа да се апелира, значи малце да им се подобрат условите во однос на работно време, денови за одмор, прекувремени часови и подобри плати на крајот на краиштата. Значи, можеби тоа ќе била еден мотив, една стимулација за вработените повеќе да се вложуваат и повеќе да даваат труд, така да што тие што повеќе работат и самите гости и гостители ќе бидат позадоволни од нив. Значи, ефектот би бил двостран. И
подобра услуга и мотивираност кај вработените. Ова година запишавте 54 ученици во прва година. Бројот, за жал, години наназад или е тука негде или се намалува. Тоа не е случај само кај вас, тоа е општ тренд, познати се причините, но повторно ќе речам, сигурно има влијание и ова што досега го разговаравме и она деградација на овие професии. Иако на вистина не заслужуваат во никој случај да бидат деградирани, затоа што се професии кои што на некој начин се слика и лице на еден туристички град како што е Охрид. Првиот контакт кога ќе дојдеш во хотелскиот објект е со рецепцијата и рецепционерот. Значи тоа е она првото лице со кое што ќе исконтактираш, ќе добиеш првиот печаток. Па потоа келнерот како ќе те послужи, исто така ќе понесеш и од тоа печатоци, позитивни или негативни. Како е изготвена храната, навистина е многу важно. Така да мора, ако сакаме во иднина да се декларираме како еден европски или светски туристички центар, многу повеќе да повнимаваме на овие работи. Значи, како што кажавте, во изминативе години се соочуваме со намален број на ученици. Тоа е едно 5-6 години наназад, значи бројката на ученици стагнира, што не беше случај во минатите години кај што Угостителското училиште имаше далеку поголем број на ученици. Меѓутоа, ако ги земеме целокупните случувања во нашата држава, значи состојбата, тоа е до некаде и нормално, бидејќи голем број на луѓе со целиот нашата држава, од Охридскиот регион, од Охрид, од самиот град, така да се очуваме и со намалениот број на ученици, што не е случај само во нашето училиште, туку во голем број на училиште ширум Македонија. Меѓутоа, и тие ученици што се запишани, и оние в голем дел излегуваат добри туристички работници, како што кажавте, значи тие се го представуваат туризмот, огледало на туризмот, така да колку се подобри, толку прават една промоција на самиот туризам и гостителството и објектот најпосле каде што работат. Ако имаме ние луѓе кои што или туристи се задоволни од самата услуга, од самиот персонал во тој хотел, значи радо би дошле и другата година, така да самите тие на некој начин ги привлекуваат или одвлекуваат гостите кои што не се потенцијални туристи во Охрид. Мислам дека за намалувањето на бројот на учениците исто така еден од факторите кои што придонесе е можеби лошата политика која што години наназад се водеше во образовниот систем, бидејќи во многу градови од Македонија се отворија вакви стручни средни училишта, што голем дел од учениците кои што доаѓаа кај вас едноставно таму мигрираат сега, онаму каде што им е поблиску. Да не речам сега во секој втор град во државава имаме вакво училиште или некоја паралелка дисперзирана од некој друго училиште. На времето, колку што се сеќавам, беше ова училиште во Охрид, во Скопје беше првото и најстарото и во Крушево. Сега мислам дека има уште 10-тина, може би 15-тина со се оние дисперзирани паралелки. Со цел да ги привлечите учениците и од регионов, изграден е на времето овдека и училишниот дом. Сега сето тоа некако веќе губи оправданост. За среќа вие еве имате ученици и полне училишниот дом, но тешко сето тоа се менаџира. Што мислите вие на ова тема? Така, како што кажавме, нашето училиште датира од 1963 година, тогаш во тој период и долги години, се до 2000-те години, нашето и Скопското училиште беа единствени во Македонија, меѓутоа последните 10 на 15 години се отворија голем број на други угостителски туристички училишта и каде што имаме и некаде во некои градови дисперзирани паралелки, така што сите тие училишта и паралелки придонеса да се намали бројот во нашето училиште. Имаме, значи, околу 13-14 училишта ширум Македонија, ако ја земеме според бројот на жители површината, јас лично сметам дека тоа е голема бројка на угостителски училишта. Охрид сосема или Охридскиот регион оправдано го имаме ова училиште, бидејќи представува центар на туризмот не само во
Охрид, Охридскиот регион и Македонија, туку и на целиот Балкански полуостров. Меѓутоа, како што кажавме и од мијатото прашање, нели се намалува бројот на ученици, а последните години правиме напори со голем број на презентации, нели по Охридскиот, Прилепскиот, Битолскиот регион, Струшкиот, Дебарскиот и Кичевскиот да привлечеме што повеќе ученици. Така да имаме голем број на ученици од тие региони, тие градови. Овие ученици се сместуваат во ученичкиот дом. Значи ученичкиот дом е во состав на училиштето Ванчо Петошевски и има капацитет од 120 ученици. Во моментов е исполнето со 116 ученици, значи скоро 97-8%, што голем број на ученици од ученичкиот дом учат во училиштето Угостителското училиште. Меѓутоа не само во Угостителското училиште, и во другите училишта низ градов имаме ученици кои што се сместени во нашиот дом. Пред започнувањето на емисијата, кога разменувавме информации, на некој начин и се подготвувавме за овој разговор, ми кажавте дека најголем дел од учениците кои што се од другите градови, кои што се сместени во ученичкиот дом, се од Прилеп. Малку зачудувачки, затоа што има вакво средно училиште во Крушево. Крушево им е многу поблиску, но зошто ете се одлучиле токму во Охрид да го завршат своето средно образование? Последни 4-5 години имаме голем број на ученици од Прилеп и Прилепскиот регион, бидејќи во тој дел правиме ние презентации. Близко, убаво кажавте, значи поблиску ми е Крушево, меѓутоа повеќето се запишуваат во Охрид, зошто? Затоа што имаат подобри услови за учење и подобро можат да напредуваат во однос на своето образование. Бидејќи нашето училиште инфраструктурно е комплетно опремено, значи со секако вид на кабинети кои што се потребни во угостителството. Понатака имаме голем број на мобилности, односно реализирани проекти кои што се не само во Македонија, туку надворот од Македонија, често и на домашни и на меѓународни надпревари. Сето тоа им дава на учениците еден поттик, еден мотив што повеќе да се реализираат и да напредуваат. Сега од Прилеп излегуваат и голем број на добри ученици, можам со задоволство тоа го кажам, и голем број од нив веднаш што завршат средно училиште се вработуваат во угостителските објекти во Охрид. Значи, ретко кој од нив се враќа во Прилеп, затоа што Прилеп важеше за Стопански регион. Немавме таму некој развиен угостителство, туризам, речиси воопшто. Не знам сега какви се приликите, но мислам дека повторно е тука некаде. И дали тие ученици остануваат овде во градов или одат некаде на друго место? Најголем број од учениците остануваат во градов, пошто имам такви сознанија, такви информации. Тоа и добар дел и продолжуваат, запишуваат на факултетот за туризам, добар дел и работат, значи и работат и студираат, значи 80-90% од учениците од Прилеп кои што учат во нашето училиште остануваат и во градов. Значи продолжуваат или со школување или со работа. Значи да не се чудиме ако во некој гостителски објект или во некој хотел имаме келнер кој што има прилепски нагласок, најверојатно е ученик во вашето училиште. Да, се случува и тоа често и мислам дека уште почесто ќе се случува бидејќи имаме и ова година, баш во прва година се запишани поголем број на ученици од Прилеп. Така. Како е соработката со факултетот за туризам и гостителство? Во неколку наврати го споменавме, затоа што некако логично е оние кои што се посолидни ученици, кои што сака да го продолжат своето образование, да се запишат таму, затоа што веќе се насочени. Значи имаме, бидејќи се наоѓаме во непосредна близина или Угостителското училиште и факултетот за туризам, имаме добра соработка со факултетот за туризам, голем број од нашите ученици го продолжуваат своето образование. И минатите генерации доста завршиле на тој факултет, значи во различни насоки и соработуваме во однос на некои проекти ги посетуваме, значи не посетуваат, така да имаме соработка со факултетот за туризам. Ако не ништо друго, тука физички сте многу близко. непосредна близина. Сте во еден двор, да не речам. Па порано беше и еден дворот. Сега скоро се подели, да. Сакав уште малку за ученичкиот дом да нагласиме дека бесплатно се тука сместени учениците и не само сместување, добиваат и 3 оброци, што навистина е олеснително за буџетот на родителите. Така, значи тоа е на
голема привилегија во однос на учениците, можам да кажам, покрај што се бесплатно сместени, значи учениците се во 3 креветни, се по тројца ученици во една соба, значи со сопствено WC, сосема пристојно сместување, и ги следуваат 3 оброци во текот на денот, значи сето тоа е бесплатно, финансирано, значи од Во вашата кујна се подготвува? Се подготвува во нашата кујна, што е во состав на училиштето, и тоа така нормално функционира години наназад. Значи тоа е една голема привилегија и улеснителна можност за родителите, така да и затоа голем број на ученици се одлучуваат тука да учат и своите родители ги пуштат дали учениците да речем во една сигурна средина каде што може нормално да функционираат и обстојуваат. Да, сепак станува збор за помали деца, значи не се веќе завршени средношколци, туку се основци на некоја возраст од 14 до 15 години. Навистина тешко е тоа одвојувањето од родителскиот дом. Тешко, меѓутоа тука се нормално 4 воспитувачи кои што чувари имаме во состав на ученичкиот дом кои што се грижат за тие ученици, ги воспитуваат, им помагаат често пати. Има ли некакви несакани појави, да речам, бидејќи станува сепак збор за деца? Се случува нормална работа понекој, меѓутоа да не звучам така, немаме некои покрупни инциденти кои што се случува, иначе нормално се случува ученици некој мало нарушување на самиот јавен ред и мир во однос на дисциплината. Пак ви повторувам, значи тука се воспитувачите кои се добро си вршат работата и се грижат убаво за учениците, исто да не им фали она отсуство од домовите, бидејќи најголем дел од учениците се на големо растојание, нели, доаѓаат од Прилеп, доаѓаат од Битола, од Дебар, голем исто ученици имаме Кичево и така натаму. Така. Во ученичкиот дом се сместени до завршувањето на школската година. Потоа тој се испразнува. Значи, некаде како му доаѓа 3 месеци е празен, слободен. Дали го користите за комерцијални цели? Дали имате такво право? Така, дока 10 или 15 се празни ученичкиот дом, понатака е слободен, почнуваме со реновирање, значи голем дел, затоа што нормално дел се руинира од самото присуство на учениците, не се мал број нели на ученици, 115-16, го реновираме и во остатокот од летниот период, значи работиме, меѓутоа не со голем некој интензитет, со намален интензитет, не е многу комерцијално во однос на тие делови, меѓутоа се планираме, значи следната година, значи да настапиме малку посериозно со поголем ангажман, така да и домот да го искористиме максимално и во летниот период. Знаеме, бидејќи Охрид е нели преблокиран во тој период, има потреба од легло повеќе во летните месеци. Дали некои од учениците кои што се сместени во домот, а кои што сакаат и преку лето да останат во градов, па ете можеби да поработат малку, можат и понатаму да останат во домот и да го регулираат тоа на поинаков начин, значи да си плаќаат некоја сума како гости. Така, и таа опција во можност се разгледуваме, значи дел од учениците што учат во училиштето да си останат во летниот период, да работат тука, да се заработат, така да и самата пракса ферална ја обавуваат во домот и на некој начин помогнат во функционирањето или извршување на работните задачи на домот, така да и таа ни е опција во игра, така се надеваме дека следно лето дека тоа ќе го реализираме и ќе ни биде во наистина добра функција. И ќе ви донесе некои пари повеќе во буџетот, да, па ќе можете да ги инвестирате во подобрување на условите во училиштето или во нешто друго. Сигурно имате планови замисли, но за тоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата. Само што ова да не ми остане недопрашано, по кој основ учениците се сместуваат во училишниот дом? Дали треба да исполнуваат некакви услови, значи да има некакви минимални примања родителите, или можат кој да е ученик со какви да е примања да биде сместен во тој училишен дом? Како одат? Ова ве прашувам знаејќи ги приликите како се за сместување во студентскиот дом. Значи тука има некои правила, не може секој да аплицира и да добие сместување таму. Дали е сличен начинот и овде или? Така, првенствено за сместување во ученичкиот дом се гледа и учениците од кој град доаѓаат, дали во градот каде што
доаѓаат учениците, имаме угостителско училиште. Значи, ако нема училиште, може да се запишат и нормално им е потребна документација, критериуми кои што, значи, во однос на тие примања, значи, други потврди, каде што ги диктира Министерството за образование и наука, и според таа документација ги примаме учениците, меѓутоа примарно е во градовите од каде што доаѓа да немаат угостителско училиште, нормално, и тоа е еден од тие главни критериуми каде што и по кои што може учениците да се сместуваат во ученичкиот дом. Сите трошоци ги покрива Министерството за образование? Сите трошоци се на терет на Министерството за образование и тоа е една голема олеснителност за учениците и за родителите од местата од каде што доаѓаат. Така. Овде ќе го завршам јас првиот дел од нашиот разговор. Малку ќе ве одморам со паузата за реклами, а потоа сакам малку да гледаме во перспектива што планирате во иднина, како да ги подобрите условите во ова училиште и да привлечеме уште повеќе ученици. Кам, постојано ниски цени. Портокал 1 килограм 55 денари. Лутеница 660 грама 89 денари. Сирење 900 грама 169 денари. Греалка 1199 денари. Кам, купувај мудро. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Примариус доктор Флора Доколумани, гинеколог со долгогодишно искуство во гинеколошката пракса, нуди здравствена заштита на женска популација над 12 годишна возраст. Наш фокус е репродуктивното здравје кај девојките и жените со цел намалување на морбидитет и морталитет. Ве повикуваме на редовни консултации и прегледи за да ги откриеме и превенираме причините за воспалителни состојби, хормонски пореметувања, предмалигни болести и состојбите кои доведуваат до стерилитет. Имаме добри искуства кај брачен инфертилитет со помош на комплементарна медицина, односно алтернатива со биопродукти. Вршиме едукација на животниот стил во пубертет и менопауза, прегледи и совети за нормален тек на бременоста и заштита од ризична бременост. Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Превентива Струга на улица Караорман наспроти Топшоп. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Викенд забава во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Стефан Величковски и сабота со Select Band. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од Inox. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит.
Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Шпицата ни го најави вториот дел од разговорот. Продолжуваме ние на тема средното училиште, стручно училиште Ванчо Питошевски, се она што се случувало од неговите почетоци па се до денес, како се развивало, со кои потешкоти се соочувате, какви кадри продуцирате и така натаму. Инаку мој гостин е директорот Маријан Радески за сите оние кои што можеби подоцна се вклучија. Стигнавме до оној момент каде што сакам да зборуваме за некои ваши проекции за иднина, но ајде ќе го оставам тоа за самиот крај на емисијата. Малку да поразговараме за некои програми кои што во училиштето се практикуваат веќе години наназад, а една мислам дека од најприфатените и највака да речам престижни, интересни за учениците е Еразмус програмата, каде станува збор за размена на ученици, каде што имаат можност еден одреден период да посетуваат училишта во други држави, значи во други градови, дали во окружувањето или подалеку. Сега вие ќе ни кажете каде се вашите ученици имале можност да бидат дел од образовниот процес и кога ќе се вратат, многу ме интересира какви се нивните импресии, какви чувства, дали доаѓаат со позитивни или со негативни чувства, предизвикани од тоа колку сме ние далеку од она што се случува таму. Значи, морам со задоволство да кажам дека нашето училиште последниве 2-3 години реализираше повеќе програми на Еразмус, повеќе мобилности. Ќе почнам од минатата година, значи минатата година имавме 2 посети, едната во Барселона, значи каде што нашите ученици престојуваат 21 ден и 21 ученик престојува 21 ден. Значи престојува во хотел во Барселона, каде што самите ученици го работеа во самиот хотел на различни работни позиции во зависност од самите профили. Учениците ги одработија тие 3 недели совесно, одговорно и дали се снајдоа како се снаоѓаат, значи се снаоѓаат, си ги пременуваат тие знаења што ги стекнуваат во училиштето и перфектно ги имплементираат настрана и во самиот хотел, така да самите менаџери на хотелите беа задоволни и дури на дел од учениците им понудија работа и во летниот период и за стално да останат тука во самите хотели. Тие што знае делумно јазик, значи уште подобро и комуницира и се снаоѓа во самиот работен процес. Беа надгледувани од тројца професори, значи тројца професори, 21 ученик, 21 ден беа во Барселона. Значи тоа се случи 2 пати, и минатата и предминатата година. Понатака бевме во Бролово на Сицилија, исто во елитен хотел, каде што престојува 20 дена 18 ученици. Истите цели ги имаат, значи работа на различни позиции во зависност од самите профили на учениците. Така да овие мобилности на Еразмус имаат голема корист, односно многу ги мотивираат учениците и понатака да продолжат да се дошколуваат и да примат што повеќе знаење. Сега кога ќе дојдат тука кај нас, воодушевени, прво се воодушевени од таму каде што престојувале, доаѓаат кај нас и нормално со пофални зборови за тамошните хотели и се трудат, гледам дел од учениците, нешто тоа што го научиле таму да го имплементираат и кај нас, и во самата настава на самите вежби, меѓутоа и на местата каде што работат. Колку е тоа прифатено? Затоа што многу кај нас новитетите не се прифаќаат така лесно, имаме некоја одбивност кон сето тоа. Така, новитетите не се прифаќаат, меѓутоа ние ако сакаме да се развиваме, да одеме во таа нагорна линија, морат постојано да ги гледаме и да ги црпиме тие позитивни искуства од
поразвените земји мораме да се признаеме дека се поразвени Шпанија, Италија во однос на туризмот од нас, така да мораме на некој начин да ги имплементираме тие позитивни моменти кај нас и во гостителството и во туризмот. Кога нашите деца се добри за таму и кога со пофални зборови се изразуваат, дури им нудат и работа, тогаш не знам зошто не би биле за тука. Зошто не би биле нашите хотелиери и угостители задоволни со нивната работа. Така, значи учениците добиваат тоа, да не го изоставиме, значи по завршувањето на таа работа од 21 ден, значи добиваат сертификати, кои се сертификати меѓународно признати, така да што тие сертификати понатака им би помогнале во секаква понатамошна работа, во секакво понатамошно аплицирање на факултет и во други земји каде што не само нашата држава. И нормално тие ученици кои што се добри, значи исполнителни, лесно наоѓаат работа и на нашиот пазар, значи на нашиот туристички пазар. Така. Вашето училиште многу логично треба најмногу да посветува внимание на практичниот дел. Теоријата како некоја основа, но праксата е многу важна затоа што после завршувањето би требало да се вклучат веднаш во процесот на работа и зависно каде ќе бидат. Поради тоа вие имате веќе зафатено еден терк, учествувате на многу надпревари. Тие надпреварувања имаат повеќе позитивни аспекти. Од една страна се развива надпреварувачкиот дух, па учениците сакат нешто да покажат и да докажат се она што го научиле и што го знаат и да бидат подобри од другите, а и гледат каде се, на кој ниво во споредба со други ученици, други училишта и така натаму. Во текот на оваа учебна година вие учествувавте на 3 надпревари. Едниот беше во Крушево, другиот беше сега неодамна овде во Охрид на Гастромак и еден беше во Хрватска во Пореч. И од сите тие надпревари се вративте со по некоја награда, што значи дека сериозно сте си ја сватиле задачата. Значи во неполни 2 месеци, период кој што кратко учениците се при самиот почеток на учебната година, учествува на 3 надпревари, како што убаво кажавте, значи први надпревар беше фестивалот на храна во Крушево, кој се одржуваше помеѓу повеќе средни училишта во Македонија. Нашето училиште го доби првото место за уредување на штанд и за изработка на флаер. Значи 4 ученици со 2 професори учествуваа во Крушево. Понатака следуваше Гастромак, нели Гастромак еден од најголемите надпревари кој што се одржува, иако не најголем во последните години во Македонија. Се одржуваше во Охрид, исто така ние како домаќин учествувавме на овој надпревар. Освоивме еден бронзен медал и еден сребрен медал, и тоа во категорија на професионалци. И еден од позначајните надпревари каде што оваа година учествувавме, кој што не беше најавен од минатата година, тоа беше надпреварот на Гатус. Тоа е здружение кое што е формирано од земји од бившите југ простори, каде што учествува 14 школи од поранешните југословенски држави. Надпреварот се држуваше во Пореч, во Хрватска, и ние освоивме, односно учениците освоија 3 медали, значи 2 сребрени и 1 бронзен медал. И со големо задоволство морам да се пофалам дека како следни домакини во 2020 година сме ние, значи нашето училиште, односно самиот град Охрид. И каде се тоа ќе биде организирано, во рамките на училиштето или на друго, нека локација? Тој надпревар ќе биде организиран најверојатно во еден од угостителските објекти, значи во хотел, бидејќи се работи за една поголема организација каде што ќе учествуваат преку 180 ученици плюс професори, значи преку 250 луѓе, така да малку ние мал тука капацитет на училиштето, ќе побараме поголеми капацитети
на Охридскава ривера, бидејќи ги имаме нашите големи хотели, меѓутоа потом за тоа ќе зборуваме малку покасно, бидејќи надпреварот е во септември, последната недела од септември во 2020 година. Меѓутоа нашето училиште ќе биде домаќин и организатор на овој значаен надпревар кој што се држува помеѓу голем број на училишта од бившите ЈУ простори. Така. Па еве некако веќе започнавме со идните планови. Што друго вие во предвид во оваа учебна година, во текот на летниот период, обично тој се користи за некои инфраструктурни зафати, аплицирате до Министерството за образование секоја година да се издвои од буџетот за некои ваши потреби, дали добивте и колку средства или допрва, тоа ќе се знае. Што ви е вака приоритет, што би сакале да подобрите од условите што се во училиштето, дали имате некоја мака, некоја точка слаба која што години наназад се провлекува и сакате да го решите како проблем? Така, уште од самото моје доаѓање, јас цврсто се зафатив со комплетно доуредување на училиштето и елементи кои што фалат во однос на инфраструктурата, и тоа дел успеавме, меѓутоа тука не застануваме, продолжуваме и понатака. Значи, минатата година со помош на Министерството за образование и наука во домот имавме инвестиција околу 3 милиони денари. Значи, инвестиравме во однос на нови кревети, понатака имавме плакари нови, натрешно уредување на собите, имавме голем маси и ресторански столчиња, значи во самиот ресторан во кујната. Понатака имавме промена на врати. Сето тоа придонесува за подобрување на условите на учениците кои што се во ученичкиот дом. Меѓутоа, пак викам, не е тоа доволно, продолжуваме понатака. Следната година ни следуваат и други инвестиции, така да сакаме да го направиме домот едно сосема пристојно место за живење на учениците, каде што нормално може да функционираат и да ги убавуваат секојдневните училишни обврски. Понатака во училиштето исто така работиме на подобрување на кабинетите за послужување, кабинетот за готварство, затоа што нели тие ни се неопходни средства за работа во самото училиште. Сега сме влезени во проектот од Светска банка за регионален равномерен развој, значи каде што ќе ги санираме WC-та на санитарните чворови во училиштето и правиме една мини конференциска сала и подобри услови за учениците кои што ќе работат и вежбаат во самите училни простории. Тој проект е во износ од околу 50.000 евра, значи се чека секој момент со негово започнување и имплементација. Понатака, како следни планови за следната година ни се школото промена на кровот, бидејќи ни азбестен кров на училиштето, влегуваме во соработка со локалната самоуправа, нели имаме добра корелација и координација со нив, со санација на кровот, азбестниот кров, така да и тоа ќе го решиме и со цел да имаме подобри услови, не само за учениците, туку и за вработените во училиштето. Колку вработени сте? 55 вработени комплетно училиштето и ученичкиот дом. Доволно кадар или? Кадарот е доволно, кадарот е стручно усовршен, соодветен и добро екипиран, така да учениците имаат добар кадар и нормално може да си функционира нормално и во наставните и во наставните активности. Вие сте 2 години директор на ова училиште, речи си 2 сега во ноември, но сте дел од ова училиште колку години? Професор сте таму? Така, дел сум 12 години веќе во училиштето, инаку сум професор по географија, односно туристичка географија. Од самите почетоци на вашето вработување сте таму или претходно сте били на други места? Претходно во моите почетоци се во основното училиште Свети Климент Охридски и понатака продолжувам во Богословското училиште, каде што и од денес извршувам оваа раководна функција. Колку учениците сакаат да учат туристичка географија? Па сака да учат, интересен предмет, занимлив предмет и се трудиме и да го направиме што по интересен, да го задржиме нивното внимание повеќе. Кога станува збор за дисциплината, на кој ниво е? Затоа што некако секогаш се издвојуваше во училиште како училиште каде што одат малку така по
понемирни деца, по деца кои што се потемпераментни и претежно одеа машки деца кои што малку повеќе енергија имаат, па некојаш ја трошат и на некој недозволен начин. Како сте сега во тој поглед? Во однос на структурата на учениците, поголем дел од учениците, 60% се машки, помал број се на девојчина, меѓутоа во последните години немаме такви инциденти, тоа можда било одлика на некој, да речем, поранешно време или случување. Сега нормално секаде децата се динамични, се со посебни нели захтеви, така да во нашето училиште немаме никој поголем проблем, инцидент во однос на дисциплината. Како што се во другите училишта, така и кај нас, можам тоа слободно да го кажам. Сте имале ли ситуација кога ќе седните во некој гостителски објект, ресторан, кафуле и да ве послужи некој ваш ученик? Какво е чувството? Често пати се случува, често пати седиме во гостителските објекти или хотелите, нормално, позитивно, се поздравуваме, комуницираме, си разменуваме по некој збор и сето тоа добро изгледа. Сепак е чест како ученик кој што до вчера бил во училишните клупи, сега те служи и го применува тоа што го учел во училиштето. Секако позитивно и пријатно тоа чувство. Така. Еден наш професор велеше дека угостителството и туризмот се многу тешка професија. Зошто? Затоа што кога сите одмараат, оние кои што се во тој сектор треба да работат. Од тој аспект, значи од психолошкиот аспект. Затоа треба луѓето да го земат тоа во предвид и да знаат дека овие професии се навистина и тешки и треба да бидат соодветно наградени материјално. Така, вие убаво кажавте, значи убаво констатиравте тоа дека ова професија е доста тешка, значи се работи во повеќе часови од стандардното работно време, работат луѓето во празник, значи работат и во ноќни смени, така да треба соодветно да се вреднувани и повеќе нормално да се води грижа за тој туристички работници кои што се наоѓаат во туризмот и угостителството. Вие како прв човек на ова училиште и како професор таму работите на тоа да продуцирате квалитетен кадар, а сите ние да притискаме тој квалитетен кадар да остане овде во градот, за да имаме квалитетна услуга и за нас, за мештаните и за гостите кои што ќе дојдат, но и да бидат вреднувани онака како што треба. Така да се надеваме дека оваа состојба ќе ни се промени, дека нема повеќе младите луѓе да ни заминуваат настрана, меѓутоа и ние треба самите да влијаме врз тоа, со самото тоа што ќе ги подобриме и ќе дадеме повеќе значење на тие работни услови. Значи, што подобри работни услови, луѓето да се остануваат тука, да се заработуваат тука, да се формираат фамилии, така натаму, значи. Така. Благодарам за учество во Лупа и еве со едно задоцнување од 2 недели ви го честитам и патрониот празник кој што го имавте неодамна и секогаш кај вас тоа така со една богата софра се одбележува. Многу е добро што сето тоа е подготвено од вашите ученици. Така, благодарности до вас за поканата, благодарност голема затоа што постојано не пратите, значи во сите наши активности, често правите, значи или прилози, го следите нашето работење на нашето училиште. И благодарам уште еднаш за честитките во однос на патрониот празник. Нормално патрониот празник учениците го изработуваат, тоа е одлика на нивното работење, се што научиле го имплементираат во тој дел. Убаво е да се види. И за око, а и за вкус. Благодарам уште еднаш. Благодарам.